Звеќе ја најавив содржината. Скопје вчера 6 по ред загаденост град, меѓутоа за жал оваа бројка и не е, да кажам, конечна. Сме знаеле да бидеме и први на оваа црна листа и токму од тие причини мене ми е драго што ете вака и да кажам алармантно ја прифативте нашата покана да дојдете заедно со мене директорот на Универзитетската клиника за пулмологија професор доктор Дејан Докич. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Прво јас ајде да ги соопштам статистиките и покрај тоа што веќе и на граѓаните само ги плашиме со сево ова, меѓутоа за жал е така. Кога станува збор за статистичките податоци, голем дел од граѓаните кои што имаат проблеми со здравјето, дури и го губат животот како последица на болести добиени од прекумерно загадување. Токму од тие причини на почетокот, еве, едно прашање кое што верувам многу пати ви е поставено: како загадувањето се одразува на нашето здравје, на целокупниот здравствен систем? Па, во последно време, во последните деценија, две, се јавуваат нови аерозагадувачи, како последица од развојот на индустријата, големиот број на автомобили и издувните гасови, така да новите загадувачи на воздухот се од типот на озон, издувни гасови од дизел горивата, азотен двеоксид, ПМ частичките и некои други. Сите овие аерозагадувачи може да бидат примарни, како такви да се исфрлаат во воздухот, како например ПМ частичките, сулфурниот диоксид, јаглеродниот моноксид и така натаму, или да бидат секундарни, односно со хемиска реакција во воздухот од овие примарни влекуваат во реакција и создаваат некои нови молекули, како што се реактивни оксиди на азотот, озонот и така натаму. Сега тие може да се поделат и на гасовите и на честички. Она што кај нас доста се говори, тоа се тие ПМ честички, кои што може да бидат со различна големина. Например, ПМ10 честички, што многу често ги спомнуваме, тие се со диаметар на честичката од 2,5 до 10 микрометри. Потоа имаме ПМ2,5 честички, тоа се со диаметар од 1 до 2,5 микрометри и ултрафини, помали од 1 микрометар во диаметар. Сите овие аерозагадувани, поединачно или во комбинација, бидејќи ние имаме комбинација од такви аерозагадувачи, делуваат штетно на организмот. Делуваат штетно и на здравите субјекти, индивидуи, заради тоа што предизвикува едно благо воспаление на површината каде што доаѓаат во контакт со организмот. Тоа се конјуктивите, носот, слузокожата од носот, од дишните патишта, од кожата. Тоа лесно воспаление е честопати асоцирано со неутрофили, кои што меѓу другото можат на некој начин да ја направат преосетлива слузокожата на дишните патишта на надворешни тригери или фактори, така да таа респираторна слузокожа реагира на сув, ладен воздух, на прашина, честички од прашина, на јаки мириси, парфеми. Значи, преосетлив го прави дишното стебло, ова аерозагадување, така да тие пациенти, односно во овој случај нормални индивидуи, можат, кога ќе дојдат во Скопје, конкретно за Скопје говориме, но тоа секаде каде што дојдете во една таква средина, да осетат печење во носот, јадеш понекогаш, кивање, печење во очите, непријатен вкус во устата, кашлица, стегање во градите, па некогаш и болка. Говорам за здравите индивидуи, не мора тука да се свати дека кај секоја здрава индивидуа исто делува, бидејќи индивидуален е имунолошкиот одговор на секоја особа, но кај голем број индивидуи може да предизвика вакви симптоми. Да не говориме пак за болните пациенти со хронични болести, било на горните дишни патишта, било на долните дишни патишта, кардиоваскуларни болести. Директно е поврзано аерозагадувањето со влошувањето, акутното влошување на тие хронични состојби или екзацербации, како што ги кажуваме. Јас би сакал да дадам еден пример, кој што е објавен од страна на Поуп 1987 година, значи уште од тогаш има директна поврзаност помеѓу ПМ частичките и акутните заболувања на дишното стебло, како што се екзацербација на астма. Например, пациентите во долината на реката Јутах имало фабрика што
била причина за голема концентрација на ПМ честички и здравствените установи регистрирале голем број на приеми на деца со влошување на астмата во ургентните единици. Фабриката била затворена 3 години, при што драстично паднал бројот на деца кои што и други астматичари кои што се јавуваат во единиците за итна помош, за да после 3 години повторно е отворена и повторно имаме пораст на бројот на влошени пациенти, што значи тоа е еден природен експеримент кој што укажува на директна поврзаност помеѓу аерозагадувачите, во конкретниот случај ПМ честичките и влошувањето на хроничните заболувања на дишното стебло. За жал, докторе, ние сега вака ќе се активираме зимата како период во кој што е најзагадено и најмногу го чувствуваме овој неубав воздух, па до година пак и така натаму и нели во текот на овој зимски период ќе го кренеме гласот, да кажеме така натаму, меѓутоа потоа се стивнува работата и си продолжуваат и загадувачите да загадуваат, а и ние се помируваме. Кажете ми долгорочно, од година во година, што му прави овој загаден воздух на нашето тело? Па секако дека долгорочно експонирање на вакви аерозагадувачи лошо влијае на здравствениот статус на пациентот. Како што реков, се влошува, прво се зголемува преосетливоста, уште еднаш ке напомнам, на дишното стебло, што значи дека тие пациенти, односно во овој случај може да не се уште пациенти, ке станат пациенти на нашата клиника заради тоа што ќе добијат некои хронични заболувања токму заради оваа бронхијална преосетливост на дишното стебло. Од друга страна пак тие кои што имаат хронични болести како што се ХОП, астма, фиброза, реков и кардиоваскуларни заболувања, ќе имаат влошување, па ќе доаѓаат многу почесто во болница, ќе престојуваат подолго и ќе имаат потешка клиничка слика. Сето тоа нормално дека не само се одразува на здравието на пациентите, туку исто така го чини нашиот фонд и нашето општество многу парични средства. Така да сметам дека се е многу важно да се инвестира во решавање на аерозагадувањето и мислам дека долгорочно, можеби не веднаш, бенефит ќе имаат не само нашите граѓани, туку исто така и општеството. Мислите дека може да има некакви шанси со поставувањето на такви некои екосистеми и слично, се додека, за жал, фабриките, местата кои што се познати како загадувачи, си продолжуваат да го емитуваат тој загаден воздух? Решение на проблемот мора да е системски и мултидисциплинарно. Значи треба повеќе не само министерства, институции, владени, невладени, но освен во нашата земја треба да се реши и глобално, и регионално. Така да навистина е тежок проблемот за решавање, но ништо не е невозможно ако човек сака и ако почне. Сега да почнеме, бенефитите ќе ги осетиме за 10 до 20 години, но секако треба да мислиме и на идните генерации. Сега она што е вашата специјалност, ни кажавте до сега дека частичките оштетуваат во кожата, во носот, во грлото, органите за дишање и така натаму. Дали со себе ова кое што го напоменавте, паѓа имунитетот на телото, паѓа одбраната на телото и дали почестите разболувања, не само кај возрастните и кај децата, се всушност причина за она што го дишаме? Ја прво би сакал да кажам од научните истражувања што ги правевме во Велика Британија, констатиравме дека експозицијата на аерозагадувачи фаворизира еден алергиски имун одговор на соодветната индивидуа, што значи дека на некој начин може да се објасни како аерозагадувањето фаворизира се почест број на пациенти со алергиски заболувања. Заради тоа што го фаворизира тој алергиската гранка на имуниот систем. Од друга страна, исто така испитувањата докажаа дека експонирањето на аерозагадување доведува до зголемен број на едни рецептори на површината од епителните клетки, така наречени ICAM-1 или ICAM-1 честички, кои што представуваат влезна врата за вирусите од типот на риновируси и респираторен синцицијален вирус. Риновирусите се најчестите причинители на настинка во нашиот регион, што значи дека аерозагадувањето фаворизира и олеснува почести настинки од типот на риновируси и респираторен синцицијален вирус, што е многу потешка клиничка слика дава, особено кај пациенти со ХОП и некои други хронични болести.
Докторе, а кога сме кај овие што ги напоменавте симптоми, болки, кашлица, во моментов еве на вашата клиника, кои инфекции се најзастапени? Па видите, кај нас во главном овие симптоми што ги кажавте се од полесен карактер и предпоставувам дека пациентите или оние кои што ги имаат овие симптоми, а во главном здрави индивидуи, после експозицијата на аерозагадување се јавуваат кај матичните лекари заради тоа што тие симптоми се од полесен карактер. Меѓутоа, хроничните болни со претходно веќе некаква респираторна диагноза, тие веќе доаѓаат кај нас на клиника во поголем број. Имаме и приоритетна амбуланта која што ги решава оние кои што не може да дојдат до мој термин или имаме амбуланта за итни случаи. Меѓутоа, нивниот број е извонредно висок, така да, а и места на клиниката во главном нема многу слободни, така да тоа е секоја година, дали заради аерозагадувањето, понекогаш заради инфекции, а едно со друго, како што спомнав, е поврзано, така да нивниот број е во поголем интензитет, фреквенција. И за крај препораки во поглед на заштита, одржување на здравјето на органите за дишање и во овој период, меѓутоа и генерално. Видете, генерално тоа се едните исти препораки, меѓутоа ајде да кажеме дека прво убаво е да се следи концентрацијата на аерозагадувачите и медиумите како што сте вие и електронските медиуми би можеле да даваат промптна информација за да можат граѓаните да знаат при денови со висока концентрација на аерозагадување да го ограничат својот престој во надворешната средина, односно да одат само ако е потребно. Доколку одат да носат маски, дали N95 нешто штити или N99, или пак да носат специализирани маски кои што имаат HEPA филтер во тие случаи кога е многу загадено и кога мора да отидат во надворешната средина. Понатаму можат дома да си набават пречистувачи на воздух. Од друга страна пак постојат и растенија кои што можат дома да ги чуваат во внатрешниот простор, кои што исто така штитат на некој начин бидејќи ги абсорбираат аерозагадувачите кога ќе навлезат внатре во собите, во домовите на нашите гледачи или слушатели или индивидуи. Понатаму може да се земаат антиоксиданси. Сите овие аерозагадувачи своето дејство го остварува така што прават оксидација на површината од клетките од епителот, особено на респираторниот систем и кожата, и на тој начин го остваруваат своето штетно дејство. Доколку се земаат С витамин, Д витамин или се јаде храна богата со антиоксиданси, на некој начин ќе се намали штетното влијание на аерозагадувачите на организмот. И секако дека во периоди кога имаме убаво време да се престојува надвор од овие средини каде што имаме аерозагадување. Аерозагадувањето не само што ги влошува симптомите, туку исто така делува, например, и на самите поленски зрнца од трева, од дрва, значи на самите алергени делува штетно, бидејќи го потенцира нивниот агресивен или штетен ефект во организмот. Значи, од една страна справи едно воспаление, го прави пациентот поприемчив да добие алергија и воспаление, а од друга страна самиот алерген го прави поагресивен. Така да сето тоа е само една од причините за почестиот број на пациенти со алергии во нашата земја и пошироко. Докторе, ќе ми дозволите ли да вклучам неколку гледачи кои што сака да им дадеме здравствен совет, да им дадете поточно. Добро утро, повелете. Добро утро. Вашето име ќе ве молам? Мирјана е на линија. Повелете. Вака, ја би сакала прво да ве поздравам вас и докторот. Моето прашање е дека имам дете на возраст од 6 години и сега некако откако тргна во училиште е едностоп болно. Значи кашлица, растечен нос, неколку пати на антибиотска терапија, но никако коза не престанува. Да. Последните 2 анализи на крвта се во ред. Нема инфекција, значи докторката нашата матична кажува дека се е во ред, но сепак секретот од носот не престанува и подкашлува цело време. Добро, ви благодариме. Повелете. Моето прашање е дали треба да се направат некои дополнителни анализи и какви се уште испитувања би требало да правиме. Добро, со оглед на тоа дека немаме многу време, јас ќе ги вклучам доктора гледачите, па потоа ќе одговориме за сите значи проблеми со детенцето, дали да се прават дополнителни истражувања. Добро утро, повелете. Добро утро, благодарам што ме вклучите. Поздрав до докторот и до вас, до водителкава.
Вака, сега кратко, пошто немате време, се работи за мојот татко, приметив дека штом ќе се врати од надвор, му се јавува некоја иритација во грлото, кашлица. Имаше минатите години бронхит и пневмонија, сето тоа го прилежа. Докторката вели нема инфекција, ама тој продолжува да си подкашлува. И се да прашам, можно ли е да е тоа од загадениот воздух или му се оштетени белите дробови сега од тоа што го прележал? И само уште нешто да прашам, дали може да му дадам еден препарат, производ, бронхопротект се вика, зошто прашувам, зашто на детето мое му го давав тоа по препорака од матичниот доктор, многу му помогна со кашлањето и имунитетот, и дали сега може и на татко ми тоа да му го дава? Добро, ви благодариме на јавувањето. Има уште многу гледачи, доктора, на линија, меѓутоа ние немаме многу време. Ќе може ли да одговориме на овие две гледачки? Па видете, симптомите и кај едниот и кај другиот, и кај детето од 6 години, и кај таткото на гледачката, очигледно не се работи за некое воспаление, поради тоа што крвната слика е уредна и матичната лекарка рекла дека се е во ред. Може би, не можам да тврдам со сигурност, нели, само преку добивање податоци со слушање на информациите, дека може би се работи за последица на тоа аерозагадување. Како и да е, јас не сум човек што препиша антибиотици без причина, така да не би препишал антибиотик, би кажал дека треба да водиме сметка, рационално да се препишува само онаму кај што треба. Така да повеќе суплементарна терапија, некоја која што би помогнала во решавање на симптомите. И да спомнам дека може би гледачката што го спомна препаратот Бронхопротект, кој што е хербален продукт и практично представува еден суплемент во исхраната. Нас ни е добро познат заради тоа што од пред 3 години кога излезе на пазарот, гледам дека често пати пациентите го користат и кажуваат дека има добри ефекти. И ние на клиниката направивме клиничка студија. Затоа што рековме дека постојат многу препарати, тврдат овака или онака, ние сакавме да видиме дали навистина сериозно и научно тој препарат конкретниот, Бронхопротектот, влијае позитивно на здравјето. Така да го направивме на 40 испитаници на клиниката, тоа се наши резултати што се објавени веќе во стручни часописи, не говорам за обични статии во вестници и така натаму, него во сериозни научни журнали, каде што видовме дека оние пациенти кои што има горни и долни респираторни симптоми во форма на една настинка, некој има можеби малку поинтензивна клиничка слика со долно респираторни симптоми, дека тие пациенти има значително подобрување на аускултаторниот наод и губење на влажните бронхитични шумови, оние кои што земале Бронхопротект визави оние што земале плацебо. Инаку да спомнам дека ни ние ни пациентите не знаевме што земаат препарат, каква субстанца пациентите. И исто така, она што е многу важно, што сигнификантно го намалува и го редуцира време траењето на болеста. Значи, никој не ќе да остане повеќе болен од што треба, така да оние со горно респираторни симптоми, веќе вториот ден имаме намалување на симптомите, кај оние што примале плацебо, визави оние другине кои што оние што примале, значи, препарат Бронхопротект визави оние што примале плацебо. Исто и за долно респираторните патишта, и самите пациенти докторите констатирале дека многу побрзо оздравуваат и исчезнуваат тие симптоми кај оние што примале Бронхопротект наспроти оние што примале плацебо. Така да препаратот научно го испитаме, може да се дава растителен продукт, нема штетно дејство од мали деца, како што го давала гледачката кај незиното дете, па до возрастни деца. И може да се прими многу долго време, затоа што нема некои субстанции што штетно би делувале на организмот. Јас ви благодарам многу за вашата и покразафатениот распоред, можност да дојдете тука кај нас и да им помогнеме на нашите гледачи, за да имаме сродност во денешната здравствена тема. Во продолжение ќе ја слушнеме и Кате, која што ќе зборува на тема за аерозагадување, превенција, заштита и како да си помогнеме да го задржиме телото во добра здравствена состојба. Кате, повели. Добро утро и од мене. Скопје повторно почна да се искачува на врвот на листите на најзагадени градови во светот.
Сивата магла и грозниот мирис кој се шири низ улиците и парковите во Скопје, но и во другите наши градови, подсетуваат на големото загадување. Тој подмолен и тивок убиес на здравието кој демне над сите нас. Дали некогаш помисливте дека вие, вашите деца или внуци ќе живеете во вакво смртоносно загадување? Дали сте свесни каква штета ова огромно загадување прави по здравието? Како на белите дробови и органите за дишење, така и на срцето, мозокот и на целиот организам. Затоа што истражувањата од последните години јасно потврдуваат дека илјадници лица и во нашата земја секоја година, внимавајте, секоја година го губат животот како директна последица од загадувањето. Драстично расте и бројот на деца и возрастни кои заболуваат од астма, хроничен бронхитис, хронична обструктивна белодробна болест, пневмонија, како и кардиоваскуларни болести и рак. Загадениот воздух целосно ја уништува заштитната обвивка во носот, грлото и долж органите за дишење, која е многу важна имунолошка одбрана. Поради тоа вие многу често се инфицирате со бактерии и вируси, развивате сериозни болести и компликации и се мачите со хронично слаб имунитет. Не дозволувајте загадениот воздух и сезонските вируси да бидат причина за загубено здравје и опасни хронични болести во вашето семејство. Затоа што ние имаме клинички докажано, а 100% природно решение, кое ефикасно ќе ви ги заштити белите дробови од големото загадување, истовремено штитејќи ве и од настинките, вирузите и грипот. Бронхопротект. Тој докажано ќе ве заштити и од инфекциите предизвикани од микробите, од цигарите и од сите токсини во воздухот. Тој ќе стави крај на досегашното често и лесно разболување, а тешко заздравување. Бронхопротект ќе го забрза заздравувањето на било која инфекција и ќе спречи развој на трајни последици по дишењето и здравјето. Со него конечно ќе се ослободите од долгите иритирачки кашлици, течење во носот, гребење во грлото кои некогаш знаат да траат со недел. Бронхопротект е тука за целото семејство. Покрај возрастните може да го користат и деца над 4 годишна возраст. Затоа престанете да се измачувате со постојаната кашлица, течење на носот или сувото грло предизвикани како последица на загадувањето. Престанете да се измачувате со постојаните настинки и инфекции, со чекањето по ординации, редовното земење на антибиотици и други лекови. Се што ви е потребно вам и на вашето семејство да ги поминете оваа есен и зима здрави е бронхопротект. Затоа јавете се веднаш и искористете ги најголемите попусти. Внимавајте. Со секој нарачан сет од 2 големи пакувања, не од 100, не од 200, туку од по 500 милилитри. На подарок ќе добиете уште едно големо пакување гратис. Тоа значи да добиете дури 3 пакувања. Значи 3 пакувања од по 500 милилитри, кои се доволни за целото семејство, а по цена од само 2 за 1790 денари. Но внимавајте, само сега првите 20 јавувачи ќе добијат и уште дополнителен попуст на целиот пакет. И сето ова ќе го добиете за само 1490 денари. Затоа, не чекајте. Јавете се веднаш на бројот на екраните и не пропуштајте оваа неповторлива можност. Многу граѓани ги споделија нивните искуства со бронхопротект. Па ајде да слушнеме некои од нивните изјави. Пред коронавирусот не беше солидна здравствената состојба. Немав проблеми со имунитетот, немав некои тешки заболувања или нешто, мислам, во граници на нормала, нели? Ама, како го прележав коронавирусот, почнаа проблемите да се јавуваат. Скоро 2 години наназад, со кашлање постојано, со слуз непрекинато, болки во градите, отежното дишење, намален имунитет максимално, ностоп, бол на носот, на стината, разни лекарства пробав, ефектот никаков да речам, и докторката ми препорача бронхопротект да го седам. Одмah го седов, зашто веќе стварно долго траеше целава работа и за неколку дена почувствував олеснување, кашлањето се изгуби, секретот се полесно се испрлаше, болките во градите престана и се чувствував све подобро и подобро. Сум немал посебен проблем со здравјето, не ми обрнал внимание, нити сум пиел лекови кои сите мажи. Не лековите, суплементи, ништо е, но короната не занаби како целиот свет. Имав месеци и јас да добивам и после тоа почнав со отежното дишење, со замор, кашлање, отежното движење.
почнав да пијам бронхопротект. Бев изненаден, а за 2-3 недели бев и воодушевен. Ми се намали кашлањето, ми се намали уморот, почнав полесно да се движам, полесно да дишам. При инфекции немав ден-два ќе ме држеше и значително ми се подобри состојбата општа. Јас досега во животот не сум користел никакви суплементи за имунитет и за зачувување на здравјето. И кога ќе ме фатало некој вирус или некој запаление, сум земал некој, меѓутоа сум земал и што треба и што не треба. Меѓутоа настана проблем кога дојде короната. Тогаш се јави едно тежното кашлање, големо кашлање, болка во белите дробови, замор и тешко дишење. На препорака од една пријателка да земам бронхопротект. И јас го земам бронхопротектот и за дивно чудо што би рекле, за неколку дена осетив знатно подобрување. И тоа кашлицата драстично се намали, болката во градите скоро да исчезна, заморот исто така се намали и може почисто да дишам. Бронхопротект е производ кој досега им помогна на илјадници наши граѓани. Производ кој го одобруваат и препорачуваат и докторите. А најважно од се е што тој е наш прв клинички тестиран производ. Докажан во својата безбедност и ефикасност на Универзитетската клиника за пулмологија и имунологија во Скопје. Клиничката студија потврди дека бронхопротект ефикасно ги смирува и симптомите на носот и белите дробови, го олеснува дишењето, го забрзува заздравувањето и спречува развој на компликации. Бронхопротект ќе ви помогне да се ослободите од досадниот секрет, постојаното подголтнување или иритирачката кашлица. Тој помага да се смири воспалението и инфекцијата, а го зајакнува и имунитетот. Не чекајте. Престанете да стравувате од последиците на загадувањето, настинките, вирозите. Заштитете се од последиците од цигарите. Не дозволувајте честите недолечени инфекции на бронхите или белите дробови да преминат во хронично оштетување и болест. Не дозволувајте хроничниот бронхитис, обструктивната белодробна болест, астмата или дури и фиброзата да станат ваша реалност и страдање. Направете го вистинскиот избор. Јавите се и нарачајте уште денес пред да биде предосна. Само сега. Со секој нарачан сет од 2 големи пакувања од по 500 мл ќе добиете уште едно пакување гратис. Вкупно 3 пакувања од по 500 мл. И овој пакет, промо пакет од 3 пакувања за целото семејство по цена од 2, а оние најбрзите 20 ќе искористат уште еден дополнителен попуст и целиот пакет ќе може да го добијат за цена од 1490 денари. Оваа денешна понуда никако не треба да ја пропуштите и посетете, да се разбира, веб страната на Натура да дознаете за големите Black Friday попусти.